Добре дојдовте во урбаните вести. Општина Аеродром ги представи мерките со кои ќе се бори против загадувањето. А кои се мерките дознавате за кратко веднаш по генералната најава. Шилегов со концепт Паметен град на форумот на градоначалници во Белград. Општина Аеродром најавува мерки против загадувањето. Борис Георгиевски обвинува ВМРО ДПМН не го интересира идниот развој на општина Газибаба. Отворена прва училишна градина во Скопје во која децата сами ќе произведуваат храна. Реконструкција на улици и проект за јавно осветлување во општина Ѓорче Петров. Општина Аеродром ги представи мерките против загадувањето. Прочистувачи на воздух, нови садници и субвенционирано затоплување на домаќинствата се дел од мерките кои локалната власт очекува да вродат со плод во борба против загадувањето на воздухот. На почетокот на новата грејна сезона, кај населението сосема оправдано се појави и стравото од загадување на воздухот, проблем кој минатата година го достигна својот максимум. Најголемото загадување лани беше во општина Аеродром, поточно во населбата Лисиче. Со цел решавање на овој проблем, денеска градоначалникот Златко Марин на пресконференција рече дека решавањето на овој проблем бара долгорочен меѓуинституционален пристап, но приоритет се најмладите и нивното здравје. За таа цел набавени се 83 прочистувачи на воздух за секоја просторија во сите детски градинки на територијата на општината. За 2018 година имаме издвоено 300.000 евра од општинскиот буџет за заштита на животната средина, што е 20 пати повеќе од сите претходни години. Нашите активности како локална самоуправа се фокусирани на интервентни мерки со кои директно им помагаме на жителите на општина Аеродром. Со цел да ги заштитиме на младите, набавивме прочистувачи за воздух за секоја просторија во сите градинки на нашата територија. За оваа намена издвоивме над 1.200.000 денари. До градинките се доставени вкупно 83 прочистувачи на воздух, кои филтрираат PM честички, но исто така прав, чад, мула, вируси и бактерии. Оваа година се воведува и нова мерка за субвенционирање на индивидуалните домаќинства, кои преминуваат кон поеколошки системи за грејење. Во фокусот на овој пилот проект ќе бидат социјално загрозените семејства во општина Аеродром. Воведуваме нова мерка за субвенционирање на индивидуалните домаќинства кои преминуваат кон поеколошки систем на грејење. Во фокусот на овој пилот проект ќе бидат социјално загрозените семејства во општина Аеродром. Во оваа фаза за него се издвоени 560.000 денари од општинскиот буџет, сума што редовно ќе расте доколку видиме успешна реализација на пилот фазата. Во борбата против загадувањето ќе бидат зголемени и зелените површини во општината. Во оваа насока се набавени 1800 нови високоизраснати садници, а се предвидени 4 нови парка во Мичурин и Стар Аеродром. Изградба на инфраструктура во Скопје и развој на Смарт Сити се двата концепта со кои град Скопје учествува на форумот на градоначалници што се одржува денеска и утре во Белград. Градоначалникот Шилегов очекува размената на искуства да придонесе во Скопје да може да се имплементираат дел од решенијата кои постојат во овие градови. И изрази надеж дека Скопје во блиска иднина ќе биде домаќин на ваков голем собир. Град Скопје со концептите за изградба на инфраструктура и за развојот на така наречен паметен град учествува на третиот форум на градоначалници на главните градови на државите од Централна и Источна Европа и Кина. На форумот, како што јави дописникот на МИА на пленарната сесија, градоначалниците на државите од Централна и Источна Европа разговараат за инвестициските проекти, јавното и приватното партнерство, како и за заедничката туристичка понуда на Централна и Источна Европа насочена кон кинескиот пазар. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов истакна дека преку билатералните средби на земјите учеснички на самитот и Кина разговараат за развој на главните градови. Ние како Скопје учествуваме со два концепта. Концептот за изградба на инфраструктурата на Скопје и развојот на така наречен Смарт Сити, со што ќе покажеме дека Скопје во известни сегменти е пред другите градови кои овде се застапени, изјави Шилегов. Тој очекува дека размената на искуствата со колегите градоначалници ќе придонесе за спроведување на дел од решенијата што постојат во другите градови. Дводневниот самит во Белград завршува утре. Градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски денеска ги обвини советниците од редовите на ВМРО ДПМН за бојкот на работата на Советот. Имено повторно беше отфрлен предлогот за деталниот урбанистички план кој опфаќа изградба на нови објекти за пивара и алкалоид.
Советниците на ВМРО ДПМН на минатата и на денешната седница без никаква причина не ги изгласаа деталните урбанистички планови за компаниите Алкалоид и Пивара и за индустриската зона што се наоѓа на улицата Перонаков. Ова на денешната пресконференција го соопшти градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски. Станува збор за изградба на објекти на приватен имот на компаниите и од тука нема реална причина зошто да се стопира идниот развој на овие компании, а со тоа и развојот на општината, вели Георгиевски. Овие детални два урбанистички плана се носат на барање веќе на постоечките компании Алкалоид и Пивара, кои што се наоѓаат во опфатот на булеварот Александар Македонски и веќе се во комплетна завршна фаза, каде што требаше како одлука на Совет да се изгласа, како нивни идни инвестиции за развој на двете компании, и на Алкалоид и на Пивара. Другиот детален урбанистички план се наоѓа на Перонаков, во индустријската зона, кој што исто така е од големо витално значење за општината, каде што ќе треба да се развива идниот развој и идните инвестиции во општина Газибаба. Затоа советниците на ВМРО нема ни една причина до сега да ја утврдат во било која легална постапка, осим крајниот чин како формален дел на Советот да ја донесе со цел да ја унапреди општината. Во новите урбанистички планови се предвидени нови објекти што треба да се прават и нови капитални инвестиции за компаниите. И од тие причини излеговме како општина во пресред со цел да им овозможиме нив иден развој, а со тоа и на општината Газибаба, за нашите млади луѓе тука и за севкупниот развој воопшто. Мнозинство во Советот на општина Газибаба се советниците од редовите на ВМРО ДПМН, што според кажувањата на градоначалникот е можност поради партиските недоразбирања да ја бойкотираат работата на Советот и донесувањето на одлуки, значајни како за граѓаните, така и за стопанството. Скоро една година советниците на опозицијата никако не може да разберат дека тоа што имаат советник повеќе, значи и одговорност повеќе. Нивната желба, по секоја цена, да ја блокираат работата на општината е очигледна. Повеќе од јасно е дека советничката група, по налог на нивното партиско раководство, има задача секоја одлука во насока на развој и подобрување на животот во општината да ја стопира и закочи. Поволните временски услови општина Ѓорче Петров ги користи за санација и реконструкција на патната инфраструктура. Во моментов се работи на улица 7 во Волково и на улицата во Никиштани кај училиштето. Од општина Ѓорче Петров најавуваат и проект за модернизација на јавното осветлување, кое според мерењата во моментов не ги задоволува минималните технички стандарди. Општина Ѓорче Петров интензивно работи на санација и реконструкција на улиците низ населените места во општината. Во моментов градежната механизација работи на санација на улица 7 во Волково која се тампонира, а се работи и на асфалтирање на улица во Никиштане кај училиштето. Пред извесен период заврши асфалтирањето на улицата 54 со краците во кисела јабука. А од општина Ѓорче Петров информираат дека во следниот период ќе продолжат интензивно да работат на санирање на критичните точки низ општината и со асфалтирањето на улиците ќе биде решен горливиот проблем во делот на инфраструктурата што го чувствуваат жителите во оваа општина. Освен патната инфраструктура во општина Ѓорче Петров ќе се подобрува и јавното осветлување. За таа цел извршено е мерење на осветленоста од постојните светилки на јавното осветлување во општината. Врз основа на податоците од официјалните мерења, направени од страна на консултантот ангажиран за изработка на физибилити студија, се констатираше она за што граѓаните реагираат. Степенот на осветленост од постојните светилки е на многу ниско ниво кое не ги задоволува ниту минималните технички стандарди и барања, што е уште еден доказ дека проектот за модернизација на јавно осветлување е повеќе од неопходен за сите граѓани. Токму затоа во подготовка е проект за модернизација на јавното осветлување кој се очекува да се реализира во идниот период, информираат од општина Ѓорче Петров. По повод 16 октомври, Светскиот ден на храната, денеска во Основното училиште Аврам Писевски во Бардовци се отвори првата училишна градина, во која децата сами ќе произведуваат храна. Градината представува еден вид лабораторија на отворено и засега има растенија кои можат да ја поминат зимата без покривка.
Со промоција на новата училишна градина во Основното училиште Аврам Писевски во Скопското село Бардовци, денеска се одбележа Светскиот ден на храната. Градината, лоцирана во училиштето на 11 метри квадратни, представува еден вид лабораторија на отворено и е прва од ваков тип во Македонија. Ја создадоа членовите на Slow Food водно со поддршка на ФАО. За сега во неа има растенија кои може да ја поминат зимата без покривка. Нане, лаванда, жалфија, рузмарин и босилек, а на пролет ќе се посадат и зеленчуци, па дури и овошје. Целта на овој настан е да се поддржи отворањето градини во школите за практична едукација на учениците како се произведува храна, но и да се подигне јавната свест за здрава исхрана преку заштита на животната средина и грижата за заедницата. Во фокусот на Светскиот ден на храната годинава се младите, а мотото е нашите действија се наша иднина. Свет без глад до 2020 година е возможен. Од Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации ФАО истакнуваат дека децата и младите се дел од генерацијата која може да го искорени гладот на планетата. Настанот го организираат Канцеларијата на ФАО и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, заедно со граѓанските организации Slow Food водно и Ајде Македонија. Го продолжиме и понатаму. Нашите напори се во однос на тоа да го намалиме насилството во училиштето. Тоа е една наша образовна компонента. Компонента во која што ќе го канализираме и всушност ќе го направиме позитивното и ќе го насочиме кон градењето на иднината токму во оваа еколошка градина. Еколошката градина е разделена на повеќе делови. На делови кои што во самите жардинјери ќе се садат зачински билки и билки кои што ќе бидат јадливи. Тоа значи дека нашиот проект продолжува. Со она што можете да го забележите е најодговорно тврдам дека сите материјали кои што ќе бидат вградени во градината ќе бидат компатибилни со можноста на учениците. Заедно со архитектите од Slow Food водно и заедно со земјоделските инженери и стручњаци направивме едно место каде тие билки ќе можат да бидат употребени, но исто така ќе бидат и една лабораторија и училница на отворено. Поред проценките на ФАО, светот произведува доволно храна за да се нахранат сите, но сепак повеќе од 820 милиони луѓе во светот страдаат од хронична неисхранетост, а 1/3 од храната произведена низ целиот свет се губи или се фрла. Министерот за земјоделие истакна дека производството на храна е предмет на работа на Министерството и токму затоа ќе ги поддржат настаните преку кои се зголемува јавната свест за овие теми. И ова е еден многу добар концепт каде што навистина преку вакви локални настани може да ја потенцираме важноста на одредени вредности во општеството. И производството на храна е една од главните теми со кои што навистина сите ние се занимаваме. Особено тоа е предмет на работа на Министерството кое што го водам и затоа силно ќе ги поддржуваме сите настани преку кои што ја зголемуваме јавната свест за вака битни теми. Особено кога станува збор тоа за децата, за да од деца, од најмали, навистина се научат на овие убави навики и практики преку кои што навистина може да го промениме светот. Поддршка најави и градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев, поздравувајќи ја креативноста на тимот што ја покрена и спроведе ваквата иницијатива. Ние како општина ќе продолжиме да ги поддржуваме и во иднина сите проекти и сите активности и на основните училишта и на градинките и на сите граѓани или граѓански здруженија на територија на општина Карпош кои што имаат за цел заштита на животна средина или подигнување на свеста за користење на здравата храна, особено кај најмладите. Тоа е нешто што мораме и ние должност да го префрлиме како навика и да го префрлиме како однесување на најмладите генерации, токму тие да бидат чувари на животната средина и на здравата храна и здравиот начин на живење. Денеска во рамки на одбележувањето на Светскиот ден на храната се спроведува и донаторска акција Нахрани 10.000 во повеќе градови низ Македонија, а собраната храна потоа ќе се дистрибуира до социјално загрозените граѓани. 11 години Македонија е без најголемата музичка ѕвезда Тоше Проески. Тоше, покрај музичките успеси и освоените награди, остана запаметен и поголемата хуманост со која им помагаше на многу граѓани и организации. И по 11 години од смртта на Тоше Проески, повторно ќе слушаме нови необјавени песни од него. Можам бар да се разбудам, посвет на љубовта, без стари долгови и тие се ништа. Очекор што
me da ideja da možem bar da te pregledam, da ne se sećavam na sudom jesenskim, onije patija što toku nas nasledila. A moj život igri bez granici, umorna prikazna, skinati stranici, prazni neispišani. A moj život je večno paljanje, sve da se zove, poraske ostane, naviki sajmo me. Македонскиот пејач Тоше Проески загине утрово во сообраќајна несреќа во Хрватска. Како што јавија хрватските медиуми, несреќата се случила кај Нова Градишка во Западна Славонија. Оваа информација пред 11 години ги шокираше Македонија и Балканот кои тагуваа по Тоше. Една од најголемите македонски музички звезди на денешен ден во 2007 година го загуби животот во сообраќајна несреќа на само 26 години. Тоше зад себе остави големо музичко наследство, но воедно изјави на различни теми по кои ќе го паметиме. Како и во изминатите 10 години, маратонци од повеќе градови од Македонија во чест на Тоше трчаа маратон и денеска напладне пристигнаа во Крушево на неговото вечно почивалиште. Оваа година, на 5 октомври, не се одржа манифестацијата Звездано небо за Тоше, која фановите на Тоше во изминатите 10 години ја организираа на плоштадот Македонија во спомен на неговиот последен хуманитарен концерт, што го одржа на 5 октомври во 2007 година на градскиот стадион. Звезденото небо не се одржа затоа што се подготвува голем концерт посветен на Тоше на 2 ноември, со настап на пејачи од Балканот. На концертот кој ќе се одржи во Борис Трајковски, повторно ќе им одадеме почит на најголемите хитови на Тоше, но ќе слушнеме и нови, досега необјавени материјали. Односно ќе биде промовиран и албум со необјавени песни од Тоше Проески, насловен Secret Place. Материјалот бил работен во студиото на познатиот англиски продуцент Енди Рајт, кој воедно беше автор и на претходниот англиски албум на Тоше The Hardest Thing. Животот на Тоше заврши во годината кога одбележуваше 10 години успешна кариера и кога таа почна да станува меѓународна. Но албумот на англиски јазик што го подготвуваше беше постхумно промовиран. Тоше Проески е роден на 25 јануари во 1981 година и својот музички талент го покажал уште како пето одаленец на фестивалот Златно славече во 1992 година, каде испеал песна на влашки јазик. Музичката кариера ја почна со победата на Мелфест во Прилеп во 1997 година и од тогаш настапуваше на сите значајни фестивали во земјава и регионот. А во 2004 година ја представуваше Република Македонија на Евровизија во Истанбул. Таа година стана и амбасадор на УНИЦЕФ. Објави 7 албуми, неколку и во превод на српски и хрватски јазик. Последниот, Игри без граници, беше промовиран 2 недели пред несреќата, а последниот концерт, кој беше хуманитарен и за подобрување на условите на образованието во Македонија, го одржа на градскиот стадион на 5 октомври во 2007 година. Во рамки на манифестацијата Денови на Европско Скопје, која ќе се одржи од 4 до 7 ноември, градот Скопје распишува конкурс за новинарски есеј на тема Визија за Европско Скопје. Рокот за испраќање е до 31 октомври, а наградите ќе бидат доделени на 6 ноември. По повод 13 ноември, денот на ослободувањето на Скопје, Дирекцијата за култура и уметност на Скопје во рамките на мултимедијалната манифестација Денови на Европско Скопје, која ќе се одржи од 4 до 7 ноември оваа година во соработка со Министерството за култура на Република Македонија и градот Скопје, распишува конкурс за новинарски есеи на тема Визија за Европско Скопје,
Авторските есеи треба да содржат проблемски, рефлексивни и визионерски аспекти за градот и да ја афирмираат определбата за Европско Скопје, без дневно политички конотации. Пристигнатите творби ќе конкурираат за 3 награди. Првата е лаптоп, втората е iPhone и третата е Android телефонски апарат. На конкурсот своите есеи може да ги пријават новинари на медиумите кои се ангажирани во новинарството и секој автор може да учествува само со по еден есеј. Крајен рок за испраќање на есеите е 31 октомври 2018 година. Наградите кои ќе ги изгласа 3-члена комисија на конкурсот ќе бидат врачени на 6 ноември 2018 година. Проектот е поддржан од делегацијата на Европската Унија. Раскошната балетска представа Дамата со камелии се изведува вечерва во Македонската опера и балет. Оваа балетска продукција најде на одличен прием кај публиката и оцената со позитивни критики. Во Македонската опера и балет вечерва се изведува раскошната балетска представа Дамата со камелии на музика од Джузепе Верди. Во главните улоги ќе настапат првенците Марија Кичевска-Шокаровска и Бобан Ковачевски. Балетската продукција Дамата со камелии најде на одличен одзив кај публиката и беше оцената со позитивна критика. Својата премиера ја имаше на 31 октомври во 2014 година. Работена е на музиката на Верди, а драматуршката подложка е земена од неговата популарна Травијата. Кореографијата е на еден од водичките руски кореографи Василий Медведев, кој работи со големите театри Болшој од Москва и Марински од Санкт Петербург. Прекрасните костими и убавата сценографија се дело на Павол Јураш, гостин од Словачка, соопшти Македонската опера и балет. Покрај солистите Кичевска-Шокаровска и Ковачевски, ќе настапи балетскиот ансамбл и оркестарот на Македонската опера и балет, а диригент е Иван Еминовиќ. И во следните денови ќе продолжи период на претежно сончево и релативно топло време со дневни температури малку над просекот за овој период од годината. Од четврток се очекува повремено зголемување на облачноста. Во Скопје утре температурата ќе достигне 25 степени, а иста температура до 25 степени ќе имаме и в четврток, петок и сабота. Тука е крајот на денешното издание на Урбаните вести. Ви благодарам на вниманието. А повеќе информации може да најдете на нашата веб страна и на социјалните мрежи Facebook, Twitter и YouTube. Пријатно!